Добро утро и од мене. Го следите најновото издание на Магазин. Им благодарам на драгите колеги Елена и Иван за одличната најава. Да, музика и тоа како е добродојдена, посебно кога е надворе дожд, барем во главниот град е така. Некако времето си игра деновеве со нас, но како и да е. Најважно е ние да имаме онаа енергија која што се очекува да ја имаме и верувам дека и денеска ќе биде едно такво позитивно и распеано издание на Магазин. Денеска гостин ми е Велешанец, по потекло човек кој што за кој што Македонија е навистина горда за целиот успех кој што досега го има направено. Пред 2 години беше и во Звездите на Гранд, каде што одлично се покажа и од тогаш некако е буквално десна рака на Светлана Ражнатовиќ, односно Цеца, една балканска, односно не балканска, многу повеќе од тоа, вистинска музичка звезда. Денеска има честа да биде заедно со неа, но истовремено работи на својата музика и тоа годинава ветува дека ќе биде многу продуктивна, а песната која што денеска ја промовираме е првата авторска после некој период без музицирање, така што денес Мики Секуловски и тоа како ќе има, зашто и како да раскажува. Добро утро и добро ми дојде. Добро утро, ти благодарам за поканата. Многу ме пофали вака десна рака на Цеца, не е до толку, знаеш. Па некако мене така ми личи на Инстаграм. Да, не, мислам ние, јас настапувам со неа на низините концерти, но добро. Па сепак ти благодарам. Добро, ајде лева рака. Лева рака. Може ли така? Некоја рака или добро. Делувате блиски реално, а искрено многу искрено ми делува нејзиното фаворизирање кон тебе, затоа што барем впечатокот од она што нели како публика го гледаме на социјалните мрежи е дека Цеца навистина те почитува и навистина сака да ти помогне дополнително бидејќи знае за каков талент се работи. Го чувствуваш тоа реално вака од заедничката комуникација? Да, секако, значи ја уште кога она ми беше ментор пред 2 години во Звездите на Гранд, уште тоаш имавме некоја од старт некоја комуникација, некоја блискост помеѓу нас, знаеш, она е одлична жена, мислам, одлична е за дружба, знаеш, не е она демек она е Цеца сега па да, знаеш, да не ни прави муавет. Аха, не се однесува така како звезда. Не се воопшто така, така да ме засака она уште од стартот и се допаѓав како пеам, како, нели, како се однесувам на сцена и така натаму. Кога заврши Звездите на Гранд, се слушнавме и она ми понуди да одам со неа на незините концерти, на незините настапи. Нели, јас со задоволство прифатив, тоа е едно одлично искуство кое и до ден денеска го работиме, така да сум ми премногу благодарен што ми ја даде таа шанса да настапувам со неа и се труди да не промовира, мене лично ме промовира колку може. Имаше ти поставен одреден гард на почетокот кога ја запозна, си имаше во главата како Цеца би изгледала, би се однесувала со оглед на незината кариера или некако и ти влета во таа релација многу спонтано да речем? Од почеток оно баш како што кажа некој, имаш некој гард или посебен респект према пеачка кој што е, нели, како што е Цеца, но она има некоја таква звезда да одма тоа го тргне, знаеш, го тргне и одма да е онака пријателски настроена кон тебе. Одлично. Да почнавме со Цеца, ама добро, ајде, нели добар момент. Десна рака, така да. Десна рака на Цеца. Не знам како го свати ова десна рака. Не, па добро, десна рака се. Тука си со неа секогаш. Ќе се налути Јоцо, тој е шефот на бендот, што е, знаеш, они е добро, ајде, ти си лева, тоа е Јоцо е десна рака. Да се нашалим. Да нема љутиш, така си е. Ќе започнеме со мала игра, имаме 90 секунди. Знам дека не си многу спиен, но ќе се обидеме да одговориме. Има реченици кои што треба да ги дополниш со првото нешто што ти паѓа на памет. Добро. Може? Ајде, 90 секунди режија. Може. Кога првпат се појави во Идол, никогаш не помислив дека ќе завршам на второ место. Најтешкиот период во мојот живот беше кога? Во Белгија. Работата во странство ме научи дека дека работата си работа.
Да не замине во странство денес, веројатно, ќе имав друг пат, друга кариера. во моментот кога повторно решив да пеам, си реков. Јас сум роден за ова. Најголемиот комплимент што сум го добил од Цеца е Аждаја. имаше моменти кога сакав целосно да се откажам од музиката затоа што Поради фамилиарни причини, семени причини. најмногу ми недостигаше Македонија, кога? Секогаш. Денес најмногу се гордеам што Што го работам ова што сакам. да можам да му кажам нешто на Мики од времето на Идол, би му рекол. Да се штити повеќе од лоши луѓе. Публиката не знае дека јас Не сум арогантен. ете така. Добри одговори имаше. Па да. А некако искулирано ми делуваш, иако не се спие да ти Не, кажам. ова последно опрашање малце луѓе мислат дека нешто арогантен, нешто дигнат, ама може фацава ми е таква. Ја секоја сум малку успан, малку, знаеш. Воопшто не сум така. А зошто мисля дека Па се... не знам, така, Знаеш дека и од прв Огнен поглед- Здравковски истото го објаснуваше. Да, од прв поглед така делувам како може би, како. Мислам повеќе луѓе ми имаат така кажам. Аха. Ама може така изгледам физички. Така, добро. Викаш најголем комплимент што ти го дала Цеца е Аждаја. Е сега ова на македонски не знам како би се превела. Аждаја мислам дека е нешто као зверли, као Ламја? ламја, Змеј. да. Као, Змеј. да. Она го искористи у позитивен контекст, тоа, нели, као, знаеш. Така да, не знаев ни ја што значи од почеток, но после дознав. Така, бидејќи кај нас го имам слушнато тоа да се користи и мислам дека малце како во некој негативен контекст. Затоа се насмеав кога не, каже. она рече ти си мислам као звер, као знаеш, Так, као так. дека уствари дека растураш на цена. Така, дека си многу Тоа беше добар, дека контекстот, да. да, интересно. Ќе се навратиме малку да мала анализа на одговорите кои што ми ги кажа. Најтешкиот период велиш во животот ти беше во Белгија? Да. Да, во Белгија. Зошто? Од сегашен аспект, вака и дали како искуство го гледаш или баш ако би можел да се навратиш би го прескокнал тој период? Па секако дека би го прескокнал, тоа беше едни многу тешки за нас како фамилија 4,5 години, затоа што татко ми беше боледуваше од рак на дебелото црево и се лечеше таму во Белгија. И јас морав да отидам таму за да едноставно да им помогнам на брат ми и на мајка ми кои веќе беа таму и у смисла да не останат сами, нели, како и затоа се вработив таму како келнер, работев 4,5 години. Затоа што сакав да бидам со фамилијата. Ти И ја замина оставив музиката на некој начин. така. А беше принуден поради тоа што се случува во семејството, нели? Па да, не останеш сакав да си доследен на оставам фамилијата, поддршката. да, не Јасно. ќе да, знаеш, сакав да им помогнам колку што можам, да Јасно. бидам таму. А тие заминаа таму наменски поради лекувањето на таткот или веќе таму живееја? Па таа малце подолга приказна, они отидоа како брат ми веќе беше таму, а потоа они отидоа како наводно како гости, па потоа останаа некој месец таму, но татко ми почнаа да работат со умисла на тоа да поработиме некој месец па си дојдеме во Македонија. После првиот месец од кога останаа они таму, дојдоа на одмор овдека као Македонија, на одмор, на недела дена, за да завршат некои овдека домашни обврски. Тука татко ми почна да има болки во стомакот, тука го направи операција и со мајка ми дојдоа. Потоа мајка ми сама го пренесе татко ми во Белгија и продолжи таму да се лечи. Така. Да. Од денеш Здравството им е сега тоа е нели факт е дека им е на многу повисоко ниво во тие западни држави. Имаше секој месец
томографии, нели, секоја недела хемотерапија, тие некакви поблаги хемотерапии. Па проверување на крв секои 2 недели, па добри вести, лоши вести, и така беше еден баш неубав период. Една голгота. Па да, тие 4,5 години беа малку стресни. Така. Некако ти беа овие години во кои што и покрај се што претходно си направил, се чувствуваше дека како да си од нула и испод нула? Како едно лично чувство? Или баш ти беше една борба која што мора да се оди и тоа е тоа? Мислиш за во Белгија? Да. Не, за во Белгија бев решен од старт дека ќе одам, дека ќе оставам. Мислам се од тука, за кога дознав дека татко ми уствари има рак на дебелото црево, дека треба таму да остане да се лечи. Јас воопшто не размислував дека да останам овде и да продолжам со тоа што го работам. Така. Добро, да не одиме сега во овие неубави периоди, меѓутоа како велат од таквите тешки моменти многу лекции учиме во животот, едноставно човек мора да биде храбар. Интересно беше она што велиш да можам да му кажам нешто на Мики од оној Мики од времето на Идол, би му рекол да се пази од лоши луѓе. Како ги запамти одговори? Или си ги запиш? Немам ништо запишено. Добро меморија имаш. Види секој со својата работа. Знаеш тоа како иде. Кажи ми, ова од искуство го зборуваш? Си бил повреден од луѓе во меѓувреме? Па, може би повреден, може би наивен, може би, знаеш, но обично оваков тип на талент шоу инстантно ти носат некоја популарност, кој што многу луѓе сакаат да од страна сакаат да искористат на некој начин, знаеш. И сум имал доста такви, па можам да кажам и лоши понуди, лоши луѓе едноставно, кои што сакаат да те искористат, да го искористат моментот, а да не се посветат на тебе како пеач, како артист. Си го препознавал тоа веднаш или Не веднаш, затоа што не си искусен, немаш, знаеш. Ти си тргнувал веројатно дека се тука тие да ти помогнат, нели заеднички да правите. Ти го ветуваат светот, но уствари нема ништо. Така, кога се освестуваше? Која ситуација те освести најмногу? Па кога го согледуваш тоа, едноставно кога гледаш дека нема напредок, дека тоа што го кажуваат они дека нема ништо позитивно у тоа, дека факт е дека после таков тип на шоу како што беа Македонскиот идол и Звездите на Грант, како што кажав, ти носи инстант популарност, но таа популарност мора да падне, нели? Што е нормално. Но они се тука за тебе за точно кога ќе заврши сето тоа, после некако и они те забораваат, знаеш. И гледаш дека уствари се е за некаков профит или не знам. Си лут на некого конкретно? Не. Тоа што било поминало, така. Од тој тип си предпоставам дека нели не воопшто. Не е некој кој што му стои горчината онака цело време. Добра е. Ете, после, откако заврши со Звездите на Грант, ова е првата песна авторска, меѓутоа најавени се уште неколку оваа година, така што земаш онака буквално замав во вториот дел на годината. Ќе испромовираме официјално тука, во магазин, па ќе се вратиме со деталите. Може? Може. Ајде. Мики Секуловски со Сега те сакам, неговата нова авторска песна. Певлива, останува во уво, тоа го искоментирав и додека течеше песната. Задоволен си од фидбекот до сега, со гледа тоа дека само 4-5 дена од како е официјално објавена на тој YouTube канал? Па да, ја промовиравме пред 5 дена и гледам дека има добри реакции на луѓето, им се допаѓа на моите социјални мрежи. YouTube каналот ми е релативно нов, така да решивме да ставиме на мојот канал, на мојот YouTube канал, па да го промовираме исто мојот канал. И гледам дека има доста добри реакции. Ти го фатио на време кога
промоција на песна и спот значеше собирање со новинари, обично во некој кафич или одредена просторија, дружба и така натаму. Сега е она новото време, кога официјалната промоција е закажана во толку и толку, најчесто 19 часот, не знам зошто. Веројатно тоа прегледите се поголеми. Кога беше твојата? Јас ја промовирав во колку часот? Да. Во 3. На Пладне? Да, на Пладне. Ти одиш контра? Да. Па не знам, така решиме, од 3 да промовираме. Во недела беше или не? Во недела. Недела е денот кога сите некако... Недела во 3. Да, недела ги објавуваат, веројатно по логика дека некако сите се слободни. Ама не, знаеш зашто? Финалето светско беше во 9, така да решивме да биде... Држи логика. Да биде малце порано. Држи логика. Да. Тоа е тоа. Ако треба да избереш меѓу двата начини на промоција, ти кој начин би го избрал? Бидејќи ти го фати и тоа време, а и ова новата. Па види, до ден денеска мислам дека моите колеги што промовираат песни, албуми, го прават тој класичен, таа класична промоција, дали во кафич или во некој локал, па повикуваат новинари. Се поретко се таквите. Па да, но има се уште. Јас лично со еден мој пријател Темелко, кој е исто одличен продуцент и видеото он го снимаше. Еден поздрав да него ако гледа. Со него секојаш се расправаме дека он кажува дека е подобро овој класичниот дел на промоција, но ја мислам дека е подобар овој новиот начин или промовирање на социјални мрежи, па нели плаќање на реклама, да едноставно да има некаков буст тоа видео во тој момент, знаеш. Се е релативно кој како сака тоа да го направи. Но мислам дека овој нов начин е за мене барем подобар. Барем е поедноставно. Поедноставен, исто треба да платиш едноставно за реклама, за да ако сакаш да има поголем обсек таа песна, повеќе луѓе да видат. Така да барем на денешница сите сменили на мобилните телефони, така да има поголема шанса да види кога ти е постира на социјални мрежи, отколку нели во кафич или во некој локал. Како настана Сега те сакам? Сега те сакам е песна на Зоран Алексич, исто еден мој одличен пријател кој што работиме веќе одамна. Значи, првата моја песна, тоа е втората моја песна беше негова, па имаме со него, мислам дека се 6 песни заедно. Сега те сакам е направена пред 12 години. Пред 12 години? Пред 12 години, да. И баш не знам, пред некој месец беше, заедно со него бевме на кафе, он ми ја пушти, знаеш, као демо снимка. Јас му приложив фоти да не ја направиме, а девојче ја пееше. Мислам, беше наменета за женски вокал. Како ќе биде, што ќе биде, направивме малку по-цврсто да звучи, по-рок да звучи. По твои фазони. Да, по мои некои фазони, така да на крајот излезе еден добар производ. Зошто 12 години песната не стоела едноставно? Па така едноставно стоела, не и дошло времето. До сега овој период. Он како што ми кажуваше, требало некоја девојка да пее, па она откажала, па друга девојка, па не знам што се десило таму, долги приказни. И на крај дечко. И на крај, да, ја испеа. Како беше она, не за кого е речено, за кого е печено, или така некако би му дошло. Кажи ми, правиш добра проценка која песна е за тебе, која песна ќе помине како што треба? По која логика се водиш кога вака нешто ќе ти се понуди? Стварно не можеш да знаеш, тоа можеби и ние што мислиме толку сега што би поминало, како би поминало, што е ин, што не е ин. Можеби заради тоа не вадиме многу песни, не работиме, не промовираме многу песни, не кочи едноставно тоа дали сега да извадам песнава или не е или друга песна или знаеш. Така да ја мислам дека нема правила тоа, дали е комерцијална песната, дали е поп, дали е рок.
Во колку часот е објавена? Во колку часот е објавена и тоа нема врска. Едноставно, ако и дојде, ако се поклопат некои работи, ако и дојде времето на таа песна, ќе успее. Така. Нема правила, не можеш да седнеш и да речеш сега ќе напишам хит песна. Тоа нема да се деси. Сега ти имаш и договор со звездите на Грант, односно со Грант продукција. Да. Што вели тој договор, како сте тука распределени во однос на обврските, бенефициите кои што би требало нели да ги имаш? Тој договор е еден стандард договор што ние го потпишуваме сите како финалисти тогаш. Договорот е на 9 години и едноставно е доколку имаш некој твој материјал, доколку сакаш, можеш да го промовираш нели во нивните емисии, во нивните нели во звездите на Грант исто можеш да си ја промовираш песната, но не е морално. Значи тој договор, барем ја така мислам, кога што го разбрав, кога што го прочитав, дека не е активен, знаеш, но би можело да се активира евентуално ако станеш, да речеме, некоја голема балканска звезда. Тоа значи некако Како што ја разбрав. Така, некако му доаѓа како проформа. Па така нешто, да. Горе-долу, да. А ти си постојано на релација Македонија-Србија, еве со настапите со Цеца и така натаму, те изморува ли патувањето како врска? Си размислил ли можеби да заминеш на кај Белград, на кај Србија за да функционираш како што треба или некако не се пронаѓаш во тоа? Па не знам, јас завршив факултет оперско пеење во Софија, во Бугарија. Имав можност да останам таму, работам во опера, не ми се допаѓаше, се вратив во Македонија. Што не ти се допаѓаше таму? Не ми се допаѓаше едноставно, таму не ти е дома тоа. Не ти е убаво, не знам како ти кажам. Така ти беше сите години додека студираше? Па да. И бе во Белгија исто. И таму не ми се допаѓаше уште, но морав да останам ради татко ми таму, се вратив во Македонија, така да не знам, некако кај да отидам, не ти е дома едноставно, не ти е твое тоа. Ако дојде некоја прилика да треба да се преселам негде за работата, не знам, би размислил, но тешко, порно ќе патувам, Така, до сегашните искуства некако треба да се тука онака буквално. Сте разговарале, предпоставам, и со Цеца на овие теми? Кои се советите, можеби, кои што ти ги дала, како една искусна пејачка долги години? Како те гледа тебе? Па она уште од време на звездите на Грант, кога ми беше менторка, ми рече дека најголо ќе ти биде да се преселиш овде во Белград, има повеќе контакти, знаеш, поблиску до неа исто, но ете, не ја послушав за тој совет, уште сум у Македонија. Па не знам, ќе видиме, како што кажав, не ми е проблем да патувам, да, изморува патот, но има автопат за 4,5 сати си у Белград, така да. Така, патуваш сам или со друштво? Зависи, повеќе пати сум сам, но некогаш и носам пријатели. Така, како е во однос на популарноста во Србија, те препознаваат ли, реагираат? Па има луѓе кои што те препознаваат. Сега Србија, последниве години не го прати толку шоуто од звездите на Грант. Но пример во Босна, во Македонија се гледа многу повеќе, знаеш. И кога бевме, сега не ми текне каде беше точно во Босна, Цеца имаше концерт таму, царинарникот ме позна, пример, кога влегувавме во Босна, знаеш. Ти, Мики, ти си певач ово, знаеш. Така да, има луѓе кои што гледаат и кои што те препознаваат таму. Јасно. Ова ми беше интересно, не знаев дека во Србија малку е намалена популарноста на тоа шоу. Па не го пратат толку колку што го прателе, не знам, пред 7, 8, 9 години. Мислам, еве, земи во обзир дека од 20 финалисти ние кога бевме, прво излегоа
кандидатите што се од Србија, знаеш. Да, останавме од Македонија и од Босна повеќето. Тоа е добро за вас. Па да. Ако гледаме од таа страна. Мики, после сега те сакам, ќе следуваат уште неколку авторски. Дали ќе биде истата соработка со твојот другар и автор Зоран или ќе правите некоја друга комбинација? Па имаме неколку песни заедно што ги планираме. Следниот месец треба да излезе уште една песна. Исто на македонски? Да, на македонски. Во октомври планирам 2 песни. Тие се 2 мои авторски песни. Со Темелко Андреев исто кој што го снимаше, како што кажа видеото, исто планираме еден дует со една многу талентирана девојка кој што он работи со неа, Јована Богдановска, еден дует на македонски. Па ќе видиме, тоа се сега плановите сега за сега, па ќе видиме дали ќе се оствари сето тоа. Така, летово ќе има настапи уште? Ќе одмараш малку? Летово е малце по-тивко, обично летните периоди се по-така тивки, да, затоа што повеќето се нели по одмори, знаеш, настапите обично почнуваат средината на септември. Ќе одмараш малку? На вода, на море, на езеро? Па имам јас некои настапи овдека во Македонија. Треба да... Цеци има настав во Топ Хил во Будва. Таа е една позната дискотека таму. Па може би таму ќе отидам некој ден порано за така, да. Малку море, малку Топ Хил настап. Да се одмориме, да. Одлично. Ти благодарам многу за денешното гостување. Верувам дека оваа песна ќе си биде хит. И некаде на крајот само да прашам, задоволен ли си од бројот на настапи, од платеноста, од ангажираноста кај нас? За Македонија? За платеноста? Да. Дали е добро платено и дали има доволно ангажмани? Па тоа е релативно се, значи зависи колку пари ти требаат, прво, знаеш. Пари ни кој си задоволен од сето тоа. Јас лично, мене ми е окей. Значи има доволно настапи, добро се заработува, го работиш тоа што сакаш, како што кажав, колку е, зависи колку ти едноставно ти треба. Јасно, важно ти си задоволен. Јас лично, мене ми е окей. Одлично, ти благодарам многу, да се гледаме за убави работи. Само сакам, заборев за текстот на песната Бети Јанковиќ и Рената Кралевска. Ги заборев кој текстописци. Не е Зоран, но Зоран е на музиката и на аранжманот, да ги поздравам и нив. Да нема љутиш, фала ти многу. Да, после да не се јава да рече бе, не ме поздрави. Нас не кажа. Фала ти многу, Мики, да се гледаме за убаво. За крај ќе одиме, се разбира, со една одлична песна на Мики во малку поинаков стил, односно нешто што сите ние го знаеме. Имајте убав ден, останете на Сител, се гледаме утре. Чао, чао.